Добар ден на сите. Ви благодарам што дојдовте. Добар ден да им посакам на представниците на нашите институции. Добар ден на сите пријатели, соработници, колеги кои што се денес тука со нас. Се радувам што ве гледам во волкав број и се надевам дека ќе го задржиме вашето внимание до крајот на оваа конференција, која што ќе се случи утре. Имено конференцијата е предвидена да трае ден и половина. Но оваа воведна сесија, јас нема да должам многу, само ќе ја спомнам целта на конференцијата, а тоа е да се запознаеме со наудите од неколку истражувања спроведени во Македонија, а кои што се однесуваат на правните потреби на маргинализираните групи во Македонија. Сето оваа работа е во рамките на една поголема глобална иницијатива на ниво на фондациите Отворено општество за правно зајакнување, при што на овој концепт работиме и во Македонија веќе неколку години, се со цел да возможиме и најобичните граѓани, дури оние најмаргинализираните, да се бидат оспособени да го користат правото како алатка за остварување на одредени своји правни потреби или пак решавање на одредени правни проблеми. Тоа е накусо она што го подразбираме во рамките на терминот правно зајакнување, кој што е секако најтесно поврзан со пристапот до правда, за кој што начини и модалитети ќе имаме повеќе можност да слушнеме во текот на конференцијата, а денес работниот ден се содржи од неколку панели. Најпрво ќе започнеме со она зошто се важни проучувањето и истражувањето на правните потреби на граѓаните. Потоа, како што веќе спомнав, ќе имаме можност да ги слушнеме презентациите за наодите на истражувањата спроведени во Македонија, а нашите гости од другите земји ќе ни овозможат да ја согледаме компаративната перспектива од истражувањето на правните потреби во различни контексти, во различни земји. Утре ќе имаме една многу важна сесија на која што имате можност да ги слушнете искуствата на луѓе кои што обезбедуваат различни модалитети на правна помош преку различни пристапи до правда. Сега не би должела повеќе, би сакала да ја повикам Фани да ни се обрати во... Повели, Фани. Благодарам, Суза. Навистина ни е многу драго што имаме прилика оваа година да го одбележиме 25 годишното постоење на Фондацијата Отворено општество Македонија во Македонија, меѓу другото и со една тема на ваква една меѓународна конференција, на која што фондацијата е посветена и работи долги години, би рекла, веројатно и децении. Почитувана министерка за трустална политика Мила Царовска, почитуван заменик министра за правда Оливер Ристовски, почитувани дами и господа, пријатели и соработници, во името на Фондацијата Отворено општество Македонија сакам да ви посакам едно добре дојде големо на оваа меѓународна конференција и се надевам дека тоа што денеска и утре овде ќе го разговараме, а што има повеќе кратна цел, би рекла, ќе помогне во понатамошниот развој на политиките за маргинализираните заедници, особено кога станува збор за еднаквиот пристап до правда за овие заедници. На оваа дводневна меѓународна конференција ќе сакаме да ги представиме истражувањата, односно податоците и наудите до кои што дојдовме во истражувањата на граѓанските организации
кога станува збор за тоа како ромите, како сексуалните работници, како луѓето кои што инјектираат дроги, се доаѓаат до правдата, односно кои се сите оние неприлики на кои што наидуваат во пристапот до правда. Клучната идеја е да се потсетиме во недостиг на официјални статистички податоци сегрегирани по етнички групи за ваков тип на прашања. Овој напор на граѓанските организации од 2016-2017 година цениме дека е еден голем придонес во процесот на креирање на политики кои што ќе се базираат на факти и на податоци. И заради тоа сметавме дека е битно да искористиме приликата и пред домашната и пред меѓународната јавност да ги презентираме овие истражувања во следниве 2 дена. Втората цел на оваа дводневна конференција е да подвлечеме дека е многу важно понатамошниот процес на изготвување на политики кога станува збор за правата на маргинализираните воопшто и воопшто политиките генерално, но особено ова е со фокус на механизмите за остварување пристап до правда, е битно да се базираат на податоци и на факти. И трето, се надевам дека во овие 2 дена ќе се обидеме низ нашите разговори да дадеме дополнителни идеи, дополнителна инспирација, да бидеме креативни, за да им предложиме на институциите кои што ќе бидат, верувам, со нас и ќе не следат 2 дена, кои се начините со кои што одредени политики и законски решенија може да се променат и дополнат за да обезбедат поголема еднаквост за сите. Години наназад Фондацијата се залага за заштита и почитување на човековите права генерално, но особено за заштита на човековите права на маргинализираните заедници. Уште во 2010 година, во моментот кога што туку беа донесени Законот за дискриминација и Законот за бесплатна правна помош, вложивме сериозни напори и се уште вложуваме на тој план, да се помогне начинот на нивна имплементација и пред се да им се помогне на групите кои што треба да бидат, условно кажано, корисници од тие 2 закони, да ги обезбедат своите права пред институциите соодветно. Преку програмата за здравство повеќе од 1 декада работиме на подобрување на здравствениот статус на маргинализираните заедници и нивниот пристап до здравствени услуги. Ги следиме и ги документираме прекршувањата на правата на овие заедници. Но во последниве години граѓанските организации кои што ги поддржуваме во овој домен се зафатија со една многу благородна, би рекла, работа, со една мачна работа, но со многу важен дел, а тоа е да се обидат да им обезбедат на граѓаните кои што немаат од различни причини пристап до правна помош, пристап до институциите, да им обезбедат механизми со кои што ова право ќе им го направат подостапно. Па така, со различни неформални начини на практикување на правото, преку параправници, преку адвокатура на маргините, се работи долу во заедниците за да им се помогне, да им се олесни, да ги остварат правата без разлика дали станува збор, и најчесто станува збор за екзистенцијални прашања од типот на домување, од типот на обезбедување средства да isfinansираат снабдување со електрична енергија, вода и така натаму, па се до конкретни некакви спорови, дури можеби и во управни спорови во однос на институциите. Направивме едно истражување, национално истражување во 2013 година за правните потреби на општата јавност во Македонија и верувам се сеќавате, индикаторот беше дека во општата јавност секој граѓанин се среќава со 1,3 до 1,5 правен проблем во периодот кога траело истражувањето, што сега неслучајно го кажувам за да видите како во однос на ваквиот индикатор кога станува збор за општата популација, како тој се движи кога станува збор за ромите, за сексуалните работници, за луѓето што инјектираат дроги, што ќе го чуете во следниве 2 дена. Како што кажа и Сузана, уште од 2016 година почнавме, Македонија е дел од една глобална иницијатива на Фондациите Отворено општество, заедно со 11 други држави, кои што сериозно се занимаваат со воведување на концептот негово институционализирање, оно што го викаме правно зајакнување.
Покрај тоа што се залагаме да институциите во својата законска рамка, во институционалната инфраструктура ги воведат овие механизми кои што ќе обезбедат правно зајакнување на заедниците, еден голем дел од нашиот напор е токму насочен кон тоа правно да ги зајакнеме групите. Преку нашите параправници, преку правниците во граѓанските организации, преку здруженијата акредитирани за бесплатна правна помош и така натаму. Во таа насока продолжуваме да ги поддржуваме овие здруженија, што даваат и параправна, и правна, и бесплатна правна помош, да ја поддржуваме правната клиника, која во 2017 година беше формирана како нов облик на правна помош. Мрежата граѓански организации, кои што денеска работат на терен со граѓаните од овие ранливи групи, брои 19 организации. Ние ќе продолжиме да ги поддржуваме сите нив и се надевам дека бројот на граѓански организации кои што ќе се нафатат, ќе покажат интерес да работат на овој план, ќе се зголемува. Сега сакам пред крајот само да коментирам некои од наудите. Апсолутно не претендирам, истражувањата ќе бидат презентирани во рамки на вториот панел и не сакам да го узурпирам овој прв дел за тоа, но фактот дека мене ме вџаши, например, ги читаме тие податоци, но секогаш кога ќе ги читате одново и одново, навистина зачудуваат, дека 70% од ромската популација има барем еден правен проблем, кој што најчесто не може да го реши, не се нафаќа да го реши, бидејќи не верува дека има таму некој кој што може да помогне. Дека ако, она што го кажав, кај општата популација, 1,3 до 1,5 правни проблеми има еден граѓанин, кога станува збор за сексуалните работници, таа бројка е 13, а кога станува збор за луѓето што инјектираат други 14,9, а може би бе и обратно цифрите, ама секако, значи скоро 10-кратно повеќе од она што има како проблем општата популација. Мислам дека овие цифри апелираат на тоа дека јавните политики мора сериозно да се позанимаваат со начинот, третманот на овие групи. Очигледно е дека законските решенија кои што важат за општата популација веројатно не може да ги задоволат нивните потреби. Потребни се поинакви решенија на тој план. И во тој контекст сакам да потенцирам дека фондацијата останува посветена да го поддржи процесот на креирање на политики на овој план. Остануваме посветени да ги поддржиме и институциите во реформирањето на системот кога станува збор за правното зајакнување и пристапот до правда воопшто. Апсолутно остануваме посветени на тоа да ги поддржуваме граѓанските организации во нивниот напор да им помагаат на граѓаните онаму каде што државата затаила или онаму каде што државата се уште нема доволно добро изграден механизам. И тука ќе запрам. Денис Томсин-Јоши е нашата гостинка во програмата за јавно здравство, со која што фондацијата сите овие повеќе од 10 години многу блиску соработува, чија што експертиза и финансиска поддршка многу ни значи и ќе имате прилика да ја чуете. Денис, благодарам во име на нашата фондација, благодарам на програмата за јавно здравство за сета поддршка до сега. Ти благодарам, Фани, многу. Програмата за јавно здравје беше меѓу првата која ја препозна врската помеѓу правото и здравјето, односно колку не можноста да се остварат здравствените права по причиноста до здравствениот систем и здравствените услуги на одредени групи само заради тоа што по својот здравствен статус или припадност им е спречен пристапот до здравствени услуги, не може да ги остварат здравствените права. Тука оваа програма препозна една исклучителна врска и можност правото да се користи како стратешка алатка генерално за подобрување на исходите од здравствените интервенции и здравствените услуги. Имаме чест денеска со нас да е тука Денис Томашини, кој што ќе ни каже од своја перспектива како оваа програма го користи правото.
Thank you so much, Susan. Благодарам многу, Сузана и Фана. Навистина одлично е да се биде овде во Македонија. Како што веќе јас сум Денис Томасини Јоши и јас сум представничка на програмата за јас работам во Њу Јорк и оригинално доаѓам од Порто Рико и тоа значи дека исто така сум дел од она што се смета за маргинализирана група во Америка. Јас сум хиспанка, јас сум латина и тоа значи дека луѓето како мене искусуваат одреден третман во САД. И интересно е да се видат паралелите во различните земји на начинот на кој што и одредени групи кои што се маргинализирани се третираат. Работам во јавното здравство и при тоа сум правник и многу луѓе ме прашаат кој е линкот помеѓу здравото и правото и зошто работите на здравствена програма. И Сузана веќе ви даде малку и исто во обраќањето на Фани всушност слушнавте за групите во кој што се пресекува правото со здравјето. Ние иницијално дека повредите на човековите права и на граѓанските права ги засегнаат сите луѓето, но кога вашето здравје е засегнато, тогаш овие повреди се прилично акутни. Па затоа ако сте луѓе кои што немате пристап до здравствена, квалитетно здравствени или сте во некаква фаза имате одредена фаза на канцер или ХИВ, тоа влие многу и кога владата е вмешана во корупција и фондовите кои што треба да одат кон болниците, што треба да ви обезбедат вам нега, тоа влијае врз некој кој што чиј живот зависи на одреден начин и може нема да засега до останатата популација. Меѓутоа, поради вашата ранливост на здравјето, не сте во можност да направите нешто за тоа како што било кој друг граѓанин може да го направи. Затоа, преку обезбедување, правно зајагнување и правна помош, ние можеме да им дадеме глас на овие луѓе кои што страдаат од ранливост и кои што во друг начин не можат да ги искористат или да ги уживаат овие права. Затоа ние сакаме да го подобриме здравјето на ова, а не да му обезбедиме лекар задолжително, туку правна свест и правно образование и зајакнување кое што потоцна им дозволува тие да добијат пристап до редовните лекарите. Па луѓето кои што имаат одредена ранливост се всушност засегнати од повредите на човековите и здравствените права. Другиот начин е преку дискриминација. Па затоа значи дека Мартин Лутер Кинг кажа дека од сите форми на дискриминацијата во здравјето е најсериозна. Причината зошто тоа е така е дека ако вие не можете да добиете пристап до здравје како маргинализиран, вие имате директен предизвик за вашиот цел живот и затоа гледаме во различни места каде што одиме во САД, во Македонија, во Кенија или на било кое друго место, гледаме дека луѓето кои што се најмаргинализирани се оние кои што имаат помала шанса да добијат пристап до своите права и затоа може да понекога дискриминацијата може да биде смртоносна некогаш, дали без оглед дали е на некој кој што користи дроги во Њу Јорк и кога ќе оди во итната помош и кој што има посебни големи болки или пак тие мислат дека тој сака да добие пристап до дроги и тие го одбиваат да му дадат помош и потоа ќе го најдете мртов на улица или пак можеби ром во Македонија кој што има дете и кој што нема пристап до услуги за да може да извади извод од матична книга на родените или други документи што ќе му донесат пристап до здравствената нега и тогаш гледате дека влијанието на неможноста да се добие пристап до здравствена нега е кој што е еднаква со почитување и е сериозно прашање на секаде на светот. Меѓутоа, она што го правиме, кога спроведуваме програми за правно зајакнување, ги зајакнуваме маргинализираните групи со знаење за нивните права, но и со систем. Понекогаш заедно ги здружуваме лекарите и правниците и имаме такви тимови кои што работат со одреден пациент за да утврдат што е тоа што ве прави болни, што ви треба за да можете да се ги уживате здравствените права. Ако имате некој со има астма, а астмата ја бидејќи живеете во ужасни домашни услови,
лекувањето на астма на клиниката нема да направи никаква разлика, бидејќи ќе се вратите дома во домот кој што не е безбеден и повторно ќе меѓутоа ако имате правник, тој ќе ви помогне како да направите соодветни поправки или пак да го подобрите безбедноста за здравјето во вашиот дом преку. И тоа е еден начин на кој што ние работиме со тоа што лекарите и правниците работат заедно. Исто така работиме и со параправници, кој што може да биде особено ефективно, кај што може би луѓе кои што не одат да добијат здравствена нега преку адвокат, бидејќи се плашат дека ќе од реперкусии или дека ќе бидат испратени, да кажеме, на полиција. Па затоа ние обучуваме сексуални работници, корисници на дроги и луѓето на кои што им треба квалитетна здравствена и ромите и други маргинализирани групи за да се обидат да најдат како да обезбедат правно знаење на нивните сонародници и исто така за да може да им дадат правни информации кога системот ги дискриминира одредените групи, овие информации што ги добиваат многу полесно се прифаќа преку, да кажеме, сограѓани. И ние тренираме групи кои што ќе обезбедува информации за нив, е уште еден начин на кој што тие можат да донесат правда во здравството, бидејќи можете сте ја виделе нашата публикација која што се вика како да донесеме правда во здравството. И другата работа е пристап до онлайн услуги и се обидуваме да преведуваме на колку што е можне повеќе езици информации за здравствените права и правните права за луѓето за сопствено време и во средина која што не им се заканува да им можат да добијат пристап до информации што им овозможува да одат во конкретна клиника или лекари да кажат на ова имам право, а ова ми треба од вас за да можете да ја подобрите мојата здравствена ситуација. И исто така, откривме дека има многу успех во различни земји за различни потребни, за различни групи. Македонија е една од моите најомилени места каде што работиме, бидејќи видовме одлични резултати во рамки на некои од проектите кои што ние на кои што ние соработувавме и се разбира дека навистина ни е еден охрабрувачки пример за она што можете да направите кога развивате внимателни процеси и кога ги слушате луѓето што им е потребно. Не им е се потребно само операција или лекарства, туку начин за да се како да го разберат правниот систем и правните права за да може да се ги уживаат своите здравствени права. Со задоволство сум овде. Едва чекам да зборувам со сите од вас за различни начини на кои што работите на правно зајакнување. Секогаш има нешто што можеме да го научиме одново и се радувам што ќе бидам присутна овдека цел ден. Сега ќе му дадам збор на заменикот министер за правда, господинот Оливер Ристовски. Ќе би сакале да слушнеме од вас она што Министерството за правда го има како формален систем за пристап до правда за граѓаните и евентуално какви се плановите на Министерството и отвореноста за проширување со нови, помалку познати и засега неформални облици за пристап до правда. Благодарам. Благодарам и за поканата и честитки за 25 годишнината најпрвин. Министерството за правда во рамките на своји надлежности, секако во рамките на темата на оваа конференција, го има пака на највисоко ниво Законот за бесплатна правна помош. Знаеме сите дека Република Македонија има веќе постоен законски текст на бесплатна правна помош, меѓутоа во праксата истиот не функционираше, односно не профункционира доволно како што беше предвидено при неговото донесување. Од тие причини се пристапи кон изготвување на нов законски текст во рамките на твининг проект за владењето на правото во соработка со експерти од Латвија и Хрватска, нормално и со
учество на сите заинтересирани страни од Република Македонија. Тој законски проект заврши, се изработи законот за бесплатна правна помош, меѓутоа ние сепак сакавме да ја чуеме по широката јавност, особено невладините организации кои се занимаваат со владењето на правото, и направивме една јавна дебата за овој закон во Собранието на Република Македонија. Имаше многу забелешки на одредени делови од текстот на законот. Забелешките дојдоа како од невладините, така дојдоа и од адвокатската комора. И од тие причини владата на Република Македонија реши законот да го врати повторно во владина процедура, или што би рекле внатре во Министерството за правда на доработка. Во моментов тече изработката, односно вметнувањето на сите овие забелешки од страна на работната група. Јас се надевам дека до крајот на месец мај истото ќе заврши со својата работа и ќе имаме комплетно нов законски текст, бидејќи целта на овој закон и самото негово име кажува е што подобар пристап на што поголем број лица до правдата. Особено на лицата кои немаат финансиски средства за да пристапат во денешни услови до правдата, односно да си ги остварат своите права. За жал, тој број е се поголем во Република Македонија и тука не наидовме на разбирање од страна на Адвокатската комора на Република Македонија, иако сум јас поранешен долгогодишен адвокат, сепак не можев да се согласам со нивните мислења околу начинот и висината на наплатата за работата на адвокатите при давањето на бесплатната правна помош. Се надевам дека сега ќе ги надминеме сите овие проблеми и законскиот проект ќе влезе повторно во владина процедура, а со тоа ќе биде достапен за сите граѓани на Република Македонија, особено граѓаните на кои им е неопходно потребен. Во исто време, Министерството за правда стои отворено за понатамошна соработка со сите засегнати страни. Работиме и со Министерството за труд и социјална политика. Веќе имавме неколку разговори на одредени теми, предпоставувам министерката Царовска за тоа ќе проговори повеќе и ние сме спремни со сите наши капацитети да пристапиме кон донесувањето на законски проекти, односно на закони кои ќе помогнат на сите овие видови на маргинализирани групи во Република Македонија од сите области да си го најдат своето место во општеството. Ви благодарам. Ви благодарам многу. Сега ќе повикам министерката за труд и социјална политика, господја Мила Царовска, да ни раскаже во однос на од кои аспекти Министерството за труд и социјална политика има можност да ги поддржи различните видови на пристап до правда, особено за ранливите, маргинализираните заедници. Ова од причина што правата и одговорностите ги засегаат сите области од социјалната добросостојба на луѓето. Од тука и самото останување на правните проблеми нерешени, голем број од луѓето ги остава во ситуација на неможност активно да учествуваат, да бидат социјално вклучени, ги едноставно ги остава исфрлени од системот. Од тука би требало да го слушнеме вашето видување во однос на оваа проблематика. Благодарам, Суза. Јас нема да бидам многу формална и затоа ќе кажам здраво на сите представници од граѓанското општество. Сите ние сме дел од граѓанското општество и честитки на фондацијата за 25 годишнината. Посакувам уште по 100 пати нема ние да доживееме, но сигурно следните генерации ќе ги спремиме да живеат и да ја чуваат слободата на нашата држава за која што ние се боревме. И овој панел исто така ќе го искористам да ви се заблагодарам за вложувањето кое што вие го имавте во минатите 10 години и лично во мене, а и во
слободата на нашето демократско општество кое што се трудиме да го воспоставиме подобро од тоа што беше до пред некое време. Пристапот до правда е проблем за сите граѓани, не само за маргинализираните, проблем и за мене, веројатно и за поголем дел од вас, затоа што сите процедури, исто така довербата во институциите е срушена, довербата во судовите е срушена и сега имаме огромна задача да дел по дел го враќаме ова и тоа нема да го направиме само со измена на закони, тоа е само еден аспект, другото се услугите кои што ги нудиме кон граѓаните и секоја институција, она што го создава како можност за влез во институцијата за најисклучениот граѓанин, тоа значи дека сме обезбедиле еден чекор плюс во правдата, но ќе видите дека и здравствените, и социјалните, и образовните се уште функционираат по некој си застарен модел и многу тешко се препознаваат новите форми на поддршка. Тоа го видовме дека и параправната помош во суштина тешко е да се пробијат или да се убедат експертите дека параправната помош може и треба да биде дел од законот за бесплатна правна помош, затоа што не на сите им треба адвокат, не на сите им треба судска разрешница, дека некои работи може да се решат и порано, но луѓето немаат информација како да си ги остварат законски загарантираните права, како право за пристап до лична документација, правото на социјалните правови што се трансфери, правото на здравствената заштита и сето тоа мислам дека заедно со Министерството за правда во наредниот период или во онаа ревидирана верзија од законот ќе ги видиме и ќе го видат светлото на денот. Оно што ние како Министерство го правиме е тесна соработка со граѓанските организации кои што имаат полесен пристап до граѓаните кои што се најисклучени. Мислам дека тоа е клучот на едно отворено владино партнерство, затоа што без комуникација и без партнерско вклучување на граѓанските организации кои што директно работат и живеат со овие маргинализирани групи, невозможно да сметаме дека системот има капацитет и може да биде достапен за сите во исто време. Но може преку медиација и преку каналите кои што веќе се воспоставени да ги остварува правата загарантирани по закон. Тоа е едниот аспект. Вториот аспект се однесува на центрите за социјална работа кои што на некој начин во себе не вклучуваат граѓани кои што се соочуваат, да кажеме, со одреден ризик. Тоа се ромите, кои што имаат отежнат пристап до институциите, но никогаш не сме размислувале дека обучени лица од ромската популација ќе намалат бариерата за пристап до правата на ромите во центрите за социјална работа. Па имавме паралелен систем рицеви, кои што те беа во општините, де во центри за социјална работа, треба граѓански организации. Нешто кое што сега правиме е да оваа програма ја воедначиме и да ги интегрираме рицевите во центрите за социјална работа, но тоа ќе заврши само една работа и се ќе обезбеди пристап само на една група. Но центрите за социјална работа во теке реформа која што ќе обезбеди кейс менеджмент. И кога ќе имаме менаџер на случај или социјалниот работник одговорен за едно семејство, тогаш тој ќе биде задолжен да комуницира и со граѓанските организации на локално ниво и со централното ниво за да ги обезбеди сите права на граѓаните. Така да тој ќе ја превземе улогата да ја отвори институцијата или сите права на кои што му следуваат на едно лице кое што се нашло во социјален ризик, да му ги обезбеди дури во домашни услови, барем информациите како да ги оствари правата да му бидат обезбедени во домашни услови. И се ова низа на активности кои што се прават со цел да овозможиме да правдата биде пристапна или да сите граѓани пристапат до подостапна да пристапат до правата кои што им следуваат по закон, но секако дека она кое што Министерството за правда го прави во моментов е да ако законот биде што поширок и што повеќе луѓе опфати, толку полесно ќе ни биде нас. Затоа што едно е да ги дадеме информациите, но понатаму ако треба плаќање, ако треба дополнителни издатоци, тогаш навистина голем дел од граѓани се откажуваат и со право затоа што навистина стандардот не се уште многу низок. Јас не би имала што повеќе да кажам, освен тоа дека посакувам успешна работа и се ова што го зборуваме тука да ни стане реалност и во закони, и подзаконски акти и во пракса. Благодарам. Благодарам, Мила. Благодарам на сите учесници на овој панел на отварањето на нашата конференција. Сега ќе ги поканам колегите и панелистите од следната сесија да повелат на сцената.
Добар ден и од нас, почитувани, господјо министер, представници, господин заменик министер за правда, представници на меѓународните граѓански организации, странски експерти, гости, представници на невладиниот сектор. Уште еднаш добре дојде на следниве 60 на минути, во кои што првата тема денес се однесува на прашањето зошто се потребни истражувања за идентификација на правните потреби на маргинализираните. Пред да се воопшто адресира одреден проблем, потребно е соодветен скрининг или идентификација на тој проблем кој што се прави преку соодветни истражувачки методи. За таа цел имаме прво чест да имаме еден странски представник кој што ќе ни изложи неговото видување, неговата работа. Се работи за Паско Плесенц, кој што е меѓународен експерт од Универзитетот во Лондон, колега правник. Па повелете. Ви благодарам. Ви благодарам за драгите зборови и за тоа што ме поканивте тука денес. И се што се надевам дека ќе постигнам како некој од старанство е да допринесам со тоа што ќе представам некој поширок контекст за работите кои што ги дискутиравме и некој преглед на методите кои што се користат во светот за да може да се вметне правото во контекст на поширока политика, наместо да се гледа на тоа како нешто кое што постои во изолација на другите аспекти на владењето. На почетокот, она што би сакал да го кажам е дека се она што го правиме, или речиси се што правиме, го правиме во правна рамка. И јас предавам на Универзитетот во Лондон и најпрвото нешто што го правам на овие предавања е дека ги предизвикувам моите додипломци да размислат за нешто за кое што го прават, кое што нема врска и што нема некаква правна димензија или нешто што не го поврзува правото. И заради тоа настанува тишина, затоа што правото на вистина допира до секој аспект од нашиот живот. И нашето основна социјална добра положба е многу важна за воспоставување за здравието и правото, за нашите работни односи или приватни и семејни односи и сите основни вредности на социјалното постоење всушност. И многу е важно да можеме да разбереме како луѓето можат да ги решат проблемите или потешкотиите кои што се појавуваат и кои што го предводат нивниот живот. Најпрво, нешто на кое што умот на луѓето оди кога ќе се спомне зборот право е всушност судство. И кога зборуваме за решавање на правните проблеми, всушност првото нешто што доаѓа на ум е всушност институцијата. Но доколку го основаме нашето разбирање на искуствата на луѓето и на она што се случило внатре во судовите, дури и правниците ќе признаат дека поради тоа ние ќе имаме некој чуден и дистортиран поглед кон светот. Всушност, многу малку луѓе би биле, односно многу малку проблеми би биле сватени како проблеми кои што би можеле да бидат решени преку судот, но луѓето можеби никогаш не би помислиле на судството доколку можат да ги решат овие проблеми.
И многу малку во реалноста од овие проблеми всушност стасуваат до судовите. Многу малку од овие проблеми поминуваат низ некои формални процедури или формален совет. И сите места и луѓе кои што се поврзани со пристапот до правда и кои што работат на пристапот до правда се само мал дел и гледаат само мал дел од сликата, а не целата слика. И тоа е проблем доколку сакате да разберете колку всушност се ранливи маргинализираните заедници кон пристапот до правда, заради тоа што се ова луѓе кои што се најмалку видливи во институциите и за професиите и услугите кои што се упатени кон правдата. И тука доаѓаат истражувањата за правни потреби. И тука се надевам дека ќе успеам да објаснам зошто се потребни истражувања за правните потреби. Всушност, истражувањата за правните потреби ви даваат перспектива за решавање на правни проблеми од перспектива на граѓанинот или на поединец, наместо од перспектива на институциите. И всушност тоа е перспектива од долу нагоре наместо од горе надолу. И тоа е единствениот начин на кој што ќе можеме да добиеме целосна слика на целосниот правен систем, односно системот на спроведување на правдата, затоа што доколку целосно би разбирале што би се случило во конкретен суд или како луѓето доаѓаат до одредена јавна услуга и кога ќе се обидеме да ги споиме сите тие работи, и тоа е многу тешко, и заради тоа имаме истражувања за правните потреби, заради тоа што ни овозможуваат една слика за тоа како луѓето се движат помеѓу различни процеси на совети и различни институции. Со текот на времето тоа ни дава една идеја за тоа како системот се менува и како луѓето се уменуваат односот и способноста да добијат соодветна помош и поддршка при обидот да одговорат на овие правни проблеми кои што може да допрат до основните аспекти од животот. И речиси 20 години работам на истражување за правните потреби, и кога најпрво започнав, имав навика да поставам мапа кога зборував, и секогаш во фокусот беа 4 земји, а сега истражувањата за правните потреби се спроведуваат во многу различни земји со многу различни правни системи и за многу различни потреби. И всушност истражувањата на национални нивоа се спроведени во минативе 25 години за над 50 потреби, и овие истражувања ја прошируваат методологијата на повеќе од 100 земји, и сега всушност имаме ситуација каде што во малку земји нема истражувања за правни потреби, наместо обратно, но сепак размислувањето е се уште на рано и на прилично рано ниво. Кога зборуваме за 25 години, всушност во последните неколку години истражувањата се спроведени во целост. И кога започнав во ова област, истражувањата најчесто беа спроведувани во богати земји, со многу добро етаблирани правни структури и многу дарежливи и богати фондови за правна помош, и беа насочени кон наоѓање на помош во всушност тие развиени системи. Но во последните години големиот дел од истражувањата
се случуваат во рани инфраструктури, каде што се случуваат социополитички промени во последните години, и ова е начин да добиеме слика за тоа како всушност луѓето се вклучуваат во правните системи. И особено како правните системи се однесуваат кон маргините на различните заедници. И фокусот се менува од деталите на испорачување на правната помош до основните проблеми при пристапувањето на владењето на правото. И кои се институциите и всушност кому му служат овие институции и услуги. И ова е многу важно, но приказните кои што произлегле од податоците добиени од стражувањата од овие различни земји се многу различни, кои што се многу различни во традициите и во економската ситуација, во политичките ситуации, сите приказни се неверојатно слични. И сега ќе дадам еден многу краток преглед кој што всушност ги зафаќа основите на тоа зошто правната помош треба да биде дел од многу други важни социјални проблеми. И овие истражувања упатеа на многу проблеми, особено во маргинализираните заедници, и причината заради ова е многу голема нееднаквост и постојат три нееднаквости кои што се надополнуваат една со друга. Првата е нееднаквоста во искуството. И зборуваме за некои проблеми кои што се конкретни на нееднаквоста. И исто така, што е многу важно, луѓето кои што се во ранливите заедници се многу поранливи кон искусување било какви проблеми, затоа што има помал капацитет и социјална можност да се превенираат проблемите кои што произлегуваат и да се пристапи кон нив ефективно доколку се појават. И едно од важните податоци кои што произлегле од ова истражување е дека ако имате еден проблем, многу е веројатно дека ќе доживеете уште еден. Ако имате два проблеми, многу е веројатно дека ќе доживеете и трет проблем. И тука веќе имаме ситуација каде што имаме луѓе што имаат 10 проблеми и некои што воопшто немаат проблеми. И многу е лесно да утврдите кај кого ќе се појават тие проблеми следно. Овие проблеми се наоѓаат во различни групи луѓе. И следната нееднаквост кој што се јавува се всушност е нееднаквоста во однос на пристапот до услугите за поддршка. Тие всушност се однесуваат на способноста на луѓето, кој што различни луѓе имаат различна способност да ги идентификуваат своите различни можности за социјално вмрежување или пак различни ставови кон јавните услуги и кон јавните институции. И ова всушност влие врз нивното однесе, па затоа луѓето кои што веројатно имаат најголеми проблеми, имаат мала веројатност да имаат пристап до ефективни услуги за поддршка. Исто така се постојат на различни бариери, како што се географски или пак трошковни проблеми, и сето тие се фундаментални пречки за добивање пристап до овие услуги. Првото го имате и нееднаквоста на искуството со нееднаквоста или способноста да се добие пристап до услугите, и сето тоа на крај имаме нееднаквост на способноста за да се искористат услугите доколку што се има. Не сите луѓе можат да ги искористат сите видови на услуги. За некој од нив тоа може да биде всушност реализација дека треба да го уживате некое право, но некој кој што нема интернет
како писменост или основна писменост и потоа постои една трета нееднаквост и таа повторно на многу начини се поврзува со ранливоста, па затоа може да имате троен ефект, негативен ефект, што ги спречува луѓето, што ме враќа назад на почетокот на што ги спречува луѓето да ги олеснат своите проблеми кои што се однесуваат на основата на нивната социјална добросостојба. Значи, импактот е многу длабок, но е различен. Исто така и ефектот или влијанието на одредени анкети е различен и повторно, подоцна ќе слушнеме нешто повеќе. Во текот на овој ден имам уште една сесија во која што ќе ги заклучиме дискусиите, но во овој момент мораме да кажеме дека најважниот наод или најважната промена која што е донесе всушност тоа е бавен процес, но промената доаѓа преку анкетите. Не само преку анкетите, туку и другата работа која што е правно зајакнување и обезбедување, но важно е дека промената е предуслов за да може да се добијат придобивки од многу научени лекции, а тоа е промената на перцепцијата и перцепцијата на јавната политика, па така да наместо да гледаме како пристапот до правдата дека се однесува само на справување со судовите или со институцијата, туку пристапот до правдата треба да се гледа во поддршката на луѓето од реалниот живот, за тие да добијат пристап до некаква помош која што навистина им ја потребна и е специјално наменета за нив, за да може да се справат со некогаш екстремни и сериозни проблеми кои што ги засегаат нив или нивната заедница. Значи, треба да се смени перспективата наместо да се работи на пристап до правда во судовите, туку пристап до правда за луѓето во нивните заедници. И постои и други аспекти од социјалната политика и интервенции на социјалната политика што треба да бидат земете во и тука ќе застанам, подоцна ќе се навратам на некои од по-конкретните ефекти и генерално ќе заклучам дека генералната промена на перспективата е клучната работа што овие анкети можат да ја донесат во едно општество во однос на подобрување на пристапот до правдата. За фрлање на мощно интересно светло за тоа како правото функционира од аспект на граѓаните како последни консументи на она што представува правна рамка и дали можат или не можат да си ги задоволат своите потреби, иако и покрај тоа што правото не прави разлика и смета дека треба сите луѓе да се еднакви, да имаат еднаков пристап, сепак во реалноста не е така во различни општества и тоа го гледаме на бројни примери. Благодарам уште еднаш. Нашиот следен панелист ни доаѓа од Министерството за правда, тоа е Ирина Димитриевска-Микеска од сектор за бесплатна правна помош и политички систем. Па повелете. Благодарам. Најнапред да се заблагодарам за поканата и да посакам уште долги години успешна работа на фондацијата. Како што претходно во своето излагање заменик министерот за правда спомна, еден од законите за чието спроведување е надлежно Министерството за правда е Законот за бесплатна правна помош, кој во 2009 година кога беше донесен представуваше еден исчекор напред во обезбедувањето на еднаков пристап до правдата на сите граѓани, што практично значи остварување на едно од основните човекови слободи и права загарантирано со Уставот на Република Македонија. Самата практична примена на законот и неговата цел всушност е да им овозможи особено на оние наранливи категории на граѓани, маргинализирани категории на граѓани кои живеат на работ на својата екзистенција, да им овозможи пристап до институциите на системот и да им даде можност да ги остварат или да ги заштитат своите права или правни интереси, кои што заради загрозената сопствена материјална, односно финансиска состојба не се во можност самите да ги остварат, односно заштитат ваквите своји права.
Секако, за да го остварат своето право на бесплатна правна помош, граѓаните е неопходно да исполнуваат низа законски предвидени услови и при тоа општо познат факт е дека ваквите услови се доста ригорозни, доста строги, а потребата за нивното кумулативно исполнување е една од главните пречки за повеќето граѓани, особено оние на кои што им е најпотребно остварувањето на ова право, всушност да го остварат истото, и секако тоа представуваше една од главните причини Министерството за правда да заземе став и да изготви сосема ново законско решение, односно еден нов текст на Законот за бесплатна правна помош, кој што ќе се прошири опфатот на граѓани и овие услови ќе ги народски кажано ублажи, односно условите кои што граѓаните треба да ги исполнуваат ќе бидат барем за нијанса нешто по-благи. Ќе ми дозволите да направам накратко само еден краток преглед на сите оние податоци кои што Министерството за правда ги прибира по службена должност, а кои што се однесуваат на имотот и на приходот на граѓаните и условите кои што ти треба да ги исполнуваат, значи за да го остварат ваквото право. Имено увид во имотната и во финансиската состојба Министерството врши врз основа на прибавени податоци од Управата за јавни приходи. Конкретно оние кои што се однесуваат на годишните приходи на барателот и на членовите на неговото семејство. Од Агенцијата за катастар на недвижност и Министерството добива податоци за имотната состојба на барателот и членовите на неговото семејство. Податоците од центрите за социјална работа служат како еден вид на увид за тоа дали барателот или некој од членовите на неговото домаќинство остварува било какво право од областа на социјалната заштита, или пак можеби барателите се регистрирани и се водат на евиденцијата како жртви на семејно насилство. Понатаму податоци се прибираат по службена должност од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија како показател дали барателот е корисник на некоја од корисник на семејна, старосна, инвалидска пензија и дали износот кој што истиот го добива спаѓа во категоријата на најниска пензија исплатена во Република Македонија. Од Агенцијата за вработување податоците служат како увид во тоа дали барателот или членовите на неговото семејство се водат на евиденцијата на вработени или невработени лица. И од Централниот регистар се добиваат податоци кои што покажуваат дали барателот е евидентиран како основач, содружник или можеби законски застапник во единствениот регистар на трговски друштва или пак регистарот на други правни лица. Воедно Министерството има обврска да ги прибави оние документи кои што барателот ги поседува, единствено тој ги има, кои што меѓу другото се однесуваат на правното прашање за чие решавање има потреба од остварување на бесплатна правна помош. Од наведеното можете да заклучите дека се работи за цела една низа на податоци, кои што Министерството за правда, кога ќе ги цени секој поединечно и ќе ги доведе во корелација еден со друг, има една представена доста сериозна активност, а самото одлучување по барањето е исто така доста сериозно, доколку се има во предвид дека на некој начин со истото се, малтене народски кажано, се одлучува за човечки судбини. Врз основа на оние решенија кои што Министерството ги донесува како резултат на одлучувањето по барањата, без постоење на законска обврска, Министерството води одредени статистички податоци, кои што се однесуваат на тоа на кои категории на граѓани им е најпотребна бесплатната правна помош, за каков вид на спорови граѓаните најчесто побаруваат бесплатна правна помош, во кои делови од државата има најголема, во кои делови има најмала искористеност на правото на бесплатна правна помош, односно во кои делови од државата граѓаните се повеќе или помалку запознати со можноста да го остварат ваквото право. Воедно се прави еден статистички приказ на родово разделени податоци, односно колкав е бројот на мажи и на жени кои што побаруваат, односно го остваруваат правото на бесплатна правна помош и секако за каков вид на спорови, односно за каков вид на постапки.
Меѓутоа, она што како сериозен проблем се провлекува низ годините на назад, со кој што сериозно во моментов се соочува Министерството за правда, е непостоењето на еден електронски систем, односно база на податоци, кои што ќе дадат, со кои што ќе се обработуваат податоците, кои ќе биде од особено значење да се добие увид за суштински прашања со кои што се уредени со законот и секако истото ќе придонесе за негово надградување, односно напредување. Очекувањата на Министерството за правда се дека можеби не веднаш со стапувањето во сила на новото законско решение, односно примената на истото, можеби за годините кои што доаѓаат, кои што следат во процесот на практичната примена на новото законско решение, овој проблем ќе биде надминат. Истото очекуваме да биде надминато благодарение на еден нов проект кој што го започнавме благодарение на Советот на Европа, а тоа е поддршка на реформите во правната помош. И се надеваме дека во периодот кој што следи, барем повеќе од моментално ќе успееме да ги задоволиме потребите на граѓаните и ќе излеземе во пресред истите оние кои што навистина имаат потреба да го остварат своето право на бесплатна правна помош. Во релативно кратки црти тоа би биле оние податоци кои што Министерството за правда ги прибира и што значи одлучувањето по барањата. Ви благодарам за вниманието. Фала ви. И благодарам на Ирина за исцрпното изложување на тоа како системот, практично Министерството за правда ги обработува и ги зема предвид податоците што се однесува до граѓаните. Се разбира, тоа е едната страна на целокупната слика, другиот дел од сликата би се добил со релевантни социолошки и друг тип на истражувања кои што би се обратиле до пошироката популација и кои што можеби би можеле да ги надополнат информациите или да го утврдат правецот кон кој што идните политики би требало да се развиваат, а и правото соодветно да добие форми кои што би ги адресирале идентификуваните потреби на граѓаните. Следниот панелист ни доаѓа од Фондацијата Отворено општество, тоа е Христина Василевска-Димчевска, која што е координаторка на програмата. Повелете. Ви благодарам. Јас ќе презентирам наоди од истражување кој што го спомна и Фани, правните потреби и патот до правдата во Република Македонија, кое што се реализираше во 2013 година од страна на Реактор истражување во акција. Се работи за малку постаро истражување, меѓутоа е прво во Република Македонија кое што се занимаваше со правните потреби на граѓаните, истражување врз кое што понатака се базираа многу активности, многу проекти на Фондацијата Отворено општество и верувам дека и многу политики кои што надлежните министерства и институции ги носеле во изминативе години. Бидејќи се работи за постаро истражување кое што во неколку наврати беше презентирано, јас ќе се задржам само на клучните наоди, на она што е најважно како потсетување пред да преминеме кон презентација на истражувањата за правните потреби на маргинализираните заедници во Македонија. Клучните наоди од ова истражување беа дека во Македонија вообичаено луѓето да живеат со нетривијални проблеми кои би можеле да имаат правна завршница. Па така половина од испитаниците или што би се рекло секој втор граѓанин навел дека се соочил со најмалку еден правен проблем во последниве 3 години. Додека пак испитаниците кои што навеле дека се соочиле со барем еден правен проблем, понатака навеле дека се соочиле и со уште некој правен проблем кој што не бил поврзан со првиот правен проблем кој што тие го идентификувале. Најчести проблеми кои ги наведуваат 1/4 од испитаниците се проблемите со домувањето и со имотот, односно многу подкатегории кои што се поврзани со домувањето и со имотот, па така тоа се и тука влегуваат и проблемите со киријата, со погрешни или спорни сметки и слично.
Останати чести проблеми се оние поврзани со работата или со вработувањето, поврзани со недостаток на квалификувана работна сила, со дискриминација при вработување, потрошувачките проблеми, како и проблемите поврзани со пари и долгови. Поредко наведени проблеми се оние кои што се однесуваат на децата, здравството, злоупотребата од страната на полицијата или пак проблеми поврзани со партнерот. Просечниот број на проблеми со кои што се соочуваат граѓаните се движи помеѓу 1,3 и 1,5, иако одредени проблеми се значително пофреквентни, па така се забележително е дека проблемите поврзани со работа или вработување се застапени со 1,8 проблем по испитаник, а проблемите поврзани со живеењето под кирија, како дел од проблемите поврзани со имот, се застапени со 2,2. Гледано поединечно, секој четврти македонец се соочува со имотно правен проблем, додека пак втора најчеста наведувана група од страна на испитаниците се потрошувачките проблеми, кои ги наведуваат повеќе од 1 од 6 испитаници. Трет најчест проблем кој што го наведуваат граѓаните, а кој што може да се види и од табелата, се проблемите со парите. Овие проблеми ги засегаат 15,8% од населението. И овој процент е значително понизок од официјалната стапка на сиромаштија во Република Македонија, што го воочиле и самите истражувачи, меѓутоа тоа го сметаат како ограничувачки заради тоа што се работело за телефонско истражување, а голем број од сиромашните граѓани немаат пристап до телефон. Недостигот од работни места или поточно недоволниот број на пристојни работни места исто така е друг голем проблем. А околу 1/5 од испитаниците кои се активни на пазарот на трудот имале барем еден проблем поврзан со работа. Во однос на зачестеноста, загрижува тоа што за оваа категорија на граѓани, оние кои што се соочиле со проблеми поврзани со работата, многу е голема веројатноста и понатаму да се соочуваат со слични или исти проблеми, односно континуирано се соочуваат со правни проблеми поврзани со работата или вработувањето. Проблемите поврзани со државните услуги и трансфери се наведени од страна на 7,6% од испитаниците. Истите вклучуваат проблеми со даноци, со пристап до финансиска помош, меѓутоа тука испитаниците ги вклучуваат и пристапот до информации и услуги. Разгледувани како дел од имотно-правните проблеми, меѓутоа сепак разгранети, најчести проблеми на граѓаните се проблемите со домувањето, понатаму добивањето погрешни или спорни сметки, тоа е особено застапено кај граѓаните со ниски примања, добивањето или одржувањето на јавни услуги и добивањето дозвола за градба и други административни работи поврзани со општините, проблеми кои што се најчесто застапени кај повозрасната популација. Истражувањето откри голем број на социодемографски разлики во однос на тоа кои граѓани пријавуваат и какви правни проблеми пријавуваат, па така разликите се поврзани со еден или со повеќе фактори, меѓу кои возраста, полот, степенот на образование, приходите на домаќинството, понатаму дали живеат во урбана или рурална средина, географската област, односно географскиот регион каде што живеат, па така наодите се дека помладите, пообразованите, економски активните, мажите и оние кои што живеат во урбани заедници наведуваат повеќе правни проблеми, односно ги препознаваат како такви проблемите. И сепак, иако оние со низок степен на образование навеле најмалку проблеми, по исклучок кај нив се најзастапени проблемите со пристапот до државна помош и услуги и проблемите со добивање на плата. Според истражувањето се чини дека жените се помалку погодени од правните проблеми, односно поретко ги пријавуваат и ги препознаваат како правни проблеми, меѓутоа почесто се жалат на поконкретни ускратени права, како што се работничките права, односно правото на породилно отсуство, боледување и платен одмор, и исто така се поподложни на одредени видови на дискриминација, како родова дискриминација, дискриминација врз основа на брачниот статус,
статус и при вработување дискриминација заради тоа што имаат или планираат да имаат деца. Во однос на ставовите за правосудниот систем, истражувањето кажува дека најголем број на граѓани имаат негативен став кон правосудниот систем, особено за тоа колку е правичен кон посиромашните. Сепак, ставовите за општата правичност на правосудството се поделени, па така граѓаните сметаат дека за да си ги остварат своите права, дури најобичните граѓани, и на нив им е потребно судството. Значи, без постоењето на судовите и тие самите не можат да ги остварат своите права. Она што е интересно е дека директното искуство води кон тоа дали граѓаните се незадоволни, односно го покачува незадоволството од правосудниот систем, па така оние граѓани кои што имале правен проблем со судска завршница имаат понегативни ставови од граѓаните кои што немале контакт со судовите, односно немале правни проблеми кои што завршиле на суд. Кога се соочени со правен проблем, 2/3, односно 34% од македонските граѓани активно се обидуваат да го решат правниот проблем, односно превземаат некои мерки за истиот да го решат. Најчесто тоа го прават тие самите, преку директен контакт со другата страна во проблемот. Од оние што превзеле некаква активност за да го решат проблемот, 1/3 побарале некаков вид на правен совет, дали од адвокат, дали од организација, дали од лице кое што го познаваат. И граѓаните во овој дел се многу прагматични, не очекуваат да добијат веднаш решение за нивниот правен проблем преку добиениот правен совет, туку очекуваат дека ќе добијат совет за начините на кој можат да добијат пристап до правда, односно како понатаму да го решат својот правен проблем. Она што загрижува е дека граѓаните најчесто се потпираат на совети и препораки од оние на кои најмногу им веруваат, а тоа се семејствата, колегите и партнерите. Многу поретко се упатуваат кај адвокатите. И најинтересно е тоа што дури 1/3 од нив сакале да се информираат само за своите законски права, без при тоа да очекуваат решение за правните проблеми. Ова укажува на јазот и неинформираноста на граѓаните за тоа кои се нивните законски права, за да може да ги идентификуваат правните проблеми понатаму и да знаат каде да се обратат за да го решат правниот проблем со кој што се соочуваат. Значителен број од граѓаните, односно 1/3, не прават ништо за да го решат својот правен проблем, најчесто како резултат на скептичност или пак неверување дека некој може да им помогне. 1/6 од испитаниците се неактивни поради тоа што немаат доволно пари за да ја продолжат постапката, за да стигнат до завршницата и се откажуваат во средина на постапката или пак воопшто не почнуваат со судска постапка. Понатаму, во однос на социодемографските карактеристики, се забележува дека сиромашните и младите и невработените многу поретко препознаваат правен проблем, истиот го пријавуваат, а во однос на етничката припадност, етничките албанци се изјасниле дека поретко пробуваат активно да ги решат проблемите, односно поретко превземаат некои активности за решавање на своите правни проблеми. Неактивноста исто така се должи на тоа за каков правен проблем станува збор. Например, испитаниците се најчесто пасивни кога станува збор за дискриминација и кога имаат проблем со полицијата или со државните институции, најчесто е ова заради обесхрабрување дека ќе дојде до судска завршница која што ќе биде во нивна корист. Во однос на исходите, испитаниците најчесто не се задоволни од исходот и сметаат дека завршниот исход од целата постапка бил не фер за нив, а бил фер за другата страна.
така одговориле повеќе од 2/3 од испитаниците. И оваа перцепирана неправичност има негативни последици врз довербата на судството. Тоа што го напоменав и на самиот почеток, дека доколку имале некоја судска постапка, односно правниот проблем имал судска завршница, кај граѓаните расте недовербата и ги чувствуваат негативните последици врз себе, односно расте недовербата врз судството и се обесхрабрени да превземат активности за понатамошно решавање на проблемите. Јас не би должела повеќе, значи тоа би било се за како вовед во истражувањата за правните потреби на маргинализираните заедници кои што ќе следат понатаму. Благодарам на Христина, ни даде добра основа за интересна дискусија. Значи добивме една слика за тоа како на национално ниво, што слика имаме ние во Република Македонија во однос на правните прашања и кој е односот на граѓаните кон нив. Па еве, ова представува основа да ве поканам за прашања и дискусии за досегашните изложувања на панелистите, ако некој од публиката би сакал нешто да каже. Повелете. Во случај да во моментот немаме, размислете, па може и понатаму, имаме уште панели, можеме да дискутираме. Ми дадоа... се извинувам, повелете. Представете се и кажете дали е кон некого упатено или општо прашање. Добар ден на сите, јас сум Дарко Павловски, работам во мисијата на ОПСЕ. Правник сум по професија и навистина сум заинтригиран од денешнава дискусија и особено од презентација на односно од последната презентација по однос на истражувањето кое што било спроведено во Република Македонија. Би сакал да ве прашам, ова истражување е спроведено од 2013. Дали може би се планира да биде повторено, дали сметате дека некои случувања во земјава во изминатиот период би довеле до некои поинакви резултати, бидејќи сепак има поминато период од 5 години. Тоа е едно прашање и исто така ме интересира по однос на перцепцијата за оно што беше спомнато за задоволството од исходот на постапките, дека 3 од 5 испитаници искажале незадоволство тоа како некоја постапка која што ја водела или била водена во врска со нив завршила. Ако може малку повеќе во однос на тоа прашање и каква методологија била користена и што всушност се подразбира како исход на постапката и кои се всушност аспектите или причините поради кои што лицата кои што негативно го доживеале исходот од постапката, на што го засноваат таквиот свој став? Благодарам. Ви благодарам за прашањата. На првото прашање можам да одговорам. Во моментов не е планирано истражување, меѓутоа кога се разговараше за планираните активности понатаму на Фондацијата Отворено општество и ние гледаме дека постои простор за ново истражување на правните потреби, можеби заедно со Министерството за правда понатаму да се спроведе едно вакво истражување, да не биде дека само фондацијата има потреба од вакви информации, напротив, овие информации се потребни за институциите и за понатаму за носење на нови политики, нови законски решенија, така да се согласувам со вас дека можеби оваа година не, но до година е вистинскиот период за едно ново национално истражување за правните потреби на граѓаните. Во однос на второто прашање, за жал не можам да одговорам за методологијата, затоа што јас лично не сум била вклучена во истражувањето, меѓутоа имаме представници од Реактор тука, па слободно може и со нив да продискутирате и на паузата за ручек и на кафе паузите. Во однос на исходите, тоа се исходи од тоа како завршила постапката. Значи, граѓаните сметаат дека постапката не завршила фер за нив, меѓутоа завршила фер за другата страна, односно била позитивна одлуката на крајот за другата страна, а не за нив. И негативните последици кои што ги почувствувале најчесто се манифестираат како стрес и финансиски губитоци. Знам дека не е доволен одговорот, меѓутоа истражувањето го има и на фондацијската веб страница, така да може слободно да го превземете и од таму.
Здраво. Јас би сакала да ја прашам представничката од Министерството за правда во однос на спомнатите податоци кои што ги прибира Министерството. Кој добро разбрав, на крајот спомнавте дека немате електронска дата база каде што би ги складирале тие податоци. Каде ги чувате тие податоци што ги спомнавте? Спомнавте на вистина сериозен обем на податоци кои што ги собира и дали постојат тие податоци во некаква хард копи или не знам. И уште едно прашање во однос на какво е видувањето на Министерството за правда во однос на граѓанските организации и нивното активно вклучување како партнери и обезбедувачи на поширок обем на информации за правните потреби на граѓаните. При тоа не мислам само на организациите кои што се акредитирани за давање на бесплатна правна помош. Добар ден на сите, јас сум Дженифер Джеладин и доаѓам од Институтот за човекови права. Јас имам прашање до представникот од Министерството за правда. Мене ме интересира колкав е бројот на адвокати во Република Македонија кои што даваат бесплатна правна помош и колку граѓаните на Република Македонија бројчано, односно ако немате за оваа година, претпоставувам дека немате, за 2017 колкав е бројот на баратели кои што бара бесплатна правна помош и дали имате специфицирано за што најчесто бараат бесплатна правна помош? Ви благодарам. Ви благодарам за прашањето. Да ја одговорам најнапред на господјата. Значи, електронска база на податоци немаме во смисла на тоа што доаѓа како производ во Министерството како решение по одлучено барање. Значи, електронска база во која што ќе се внесуваат решенијата со податоци за кој побарал бесплатна правна помош, за што побарал бесплатна правна помош, во кој период, каква постапка и слично. Значи, тоа не е законска обврска, значи не е предвидено како законска обврска. И нема електронски систем кој што ќе го предвиди тоа, значи кој што ќе ги содржи таквите податоци. Тоа се води, значи, само иницијативно како статистички податок на секторот. Оние податоци кои што ги добиваме од надлежните институции постојат како во тврда верзија, значи хард копи. Оние податоци кои што се прибавуваат по службена должност, значи како предмет формиран. Што се однесува до прашањето на другата господја или господица, независно, значи во 2017 година поднесени се околу 150 до 170 барања за бесплатна правна помош, од кои што околу 80 се позитивни, значи околу 80 граѓани добиле бесплатна правна помош. Најчесто граѓаните барат бесплатна правна помош за решавање на имотно-правни спорови, односно водење на граѓанска постапка. Тука спаѓаат, значи, во најголем дел исто така и оставинските постапки. Значи, тоа се оние прашања за кои што најчесто се поднесува барање за бесплатна правна помош. Вкупниот број на адвокати е околу 329-330. Регистрирани адвокати кои што се водат во регистарот на Министерството, регистарот кој што го води Министерството за правда. Ако може јас мал еден коментар, интересен оној податок за процентот на незадоволни лица во исходот на судските постапки. Може би не ќе беше лошо да се разграничи од тие незадоволни, колку се незадоволни од парница, а колкав процент се незадоволни кога се тужале или имале постапка со државна институција. Затоа што тука може и бројките да се разликуваат, би било индикативно да се види. Благодарам. Друг коментар, прашање од публиката? Уште едно, там повелете. Почекайте микрофон да ви. Да, јас сум Кемал Исмаил, доаѓам од општина Шуторизаре, иначе од ромска средина. Можам да ви кажам дека пред 14 дена направивме едно истражување и тоа истражување во 600 семејства.
За жал не најдовме ни 10% од ромската заедница кои побарале од Министерството за правда бесплатна правна помош. Може ли да ни кажете кој е пристапот до правда за да може ромската популација да ги реши своите проблеми? Најголеми проблеми имаат околу разводот, бидејќи немаат пари, а доаѓаат до такви ситуации што мора да се разведуваат. Мене ме изненадува дека никогаш нема информации да може една маргинизирана група да знае што се случува во ова наша република, во ова наша држава, дека можат да добијат бесправна правна помош. Само информациите ги добиваат од граѓанските организации, кои им кажуваат дека може да добијат. Тука се во прашање нашите организации кои соработуваат со техничката поддршка ЕСЕ, кои во секој момент се достапни и може да помогнат, али најголемиот проблем што сакам да го изнесам овде, да ни кажете дали до сега имате на некој ромско семејство од Министерството за правда решен некој проблем каде помогнавте парично. Фала многу. Благодарам. Начинот на кој што граѓаните може да го остварат своето право е да се обратат директно до подрачните оделенија на Министерството за правда. Во конкретниот случај, доколку некој од конкретната општина сака да го оствари правото на бесплатна правна помош, треба да се обрати до најблиското подрачно оделение. Во конкретниот случај тоа би било Газибаба. Значи подрачно оделение на Министерство за правда Газибаба. Што се однесува на прашањето дали до сега во изминативе години на примена на законот е одобрена бесплатна правна помош, да, одобрена е бесплатна правна помош. Точната бројка не би знаела да ви ја кажам, меѓутоа постои запознаеност на граѓаните за постоење на ова право. Она што е во моментов проблем, се јавува како проблем, е условно незапознаеноста на граѓаните со можноста да го остварат своето право, на што Министерството во овој момент и во наредниот период интензивно ќе работи, а тоа е изработка на информативен материјал, прирачници, секаков начин на информирање на граѓаните дека постои можност да си го остварат правото на бесплатна правна помош. Благодарам, Ирина. Имаме уште некој? Ако не би сакала да ја заклучам оваа сесија, пред следната сесија, според програмата имаме ручек, за кој што би ве замолила да се упатите во овој правец и да ги користите овие скали, за да стигнеме до соодветната локација. Пријатно.